После политичката криза лани, Светска банка има позитивни прогнози за македонската економија оваа година. Но сепак проценките се дека со ваков раст ќе ни требаат дури 60 години за да го достигнеме европскиот стандард. Светска банка ја поддржува реформата за воведување на прогресивен данок, што ја најави Министерството за финансии, зашто Македонија заедно со Косово и Албанија сега имаат најмали даночни приходи во буџетот во целиот Западен Балкан. Севкупно пораката во оваа фаза е дека можеме да поддржиме она што Министерството за финансии го анализира и заклучува и сугестиите кои што ги даваат. Прашањето на прагот треба подетално да се анализира за да се види кој е влијанието на сите групи, меѓутоа севкупно оди во исправна насока со оглед на податоците кои што ги имаме на располагање денеска. Светска банка е загрижена за иселувањето од сите балкански земји. Од Македонија дури 25% од граѓаните ја напуштиле земјата. Загрижува фактот што се повеќе се иселуваат високообразовани лица. Во Босна и Херцеговина состојбата е веќе алармантна. Таму земјата ја напуштиле дури половина од граѓаните. Анализата за реформите во пензискиот систем што ја прават експерти на Светска банка е во тек. Зголемувањето на старосната граница за пензионирање е само едно од можните решенија, но за тоа сепак ќе треба да одлучи владата. Во новиот пролетен извештај фискалниот дефицит останува непроменет. Светска банка и порача на владата да создава нови работни места за кои нема да има даночни ослободувања.